Почитувани, добро вечер. Вечерва во став наш гостин е генералниот секретар на СДСМ, господинот Оливер Спасовски. Господине Спасовски, добро вечер и добро дојдовте. Ви благодарам за одвоеното време со оглед на тоа дека многу набиена агенда имате овие денови. Благодарам, сакам јас да ви се заблагодарам на поканата и чест ми е секогаш да ги споделам ставовите и на партијата и моите лични со граѓаните на Република Македонија, посебно со граѓаните на Куманово, и огромно задоволство ми е што прв пат и на вашата телевизија ТВ+ сум поканет да бидам гостин за да поразговараме за состојбите во Република Македонија, за нашите ставови, мислења и сугестии, и на тој начин да се доближиме и до граѓаните со одредени размислувања. Еве, деновиве се актуелна е политичката состојба, никако да се постигне договорот за формирањето на преодната влада, односно измените на законот за влада. Спорно е, односно се спори околу надлежностите на министрите и замениците министри. Имате ли конкретно рок до кога тоа мора да го направите, бидејќи постојано над глава ви стои меѓународната заедница? Прво, договорот од Пржино, потпишан на 2 јуни или 15 јули, е договор кој што е основа за излегување од политичката криза во Република Македонија, на кој што потпис ставија лидерите на 4 најголеми партии. Тоа значи дека овој договор мора да биде испочитуван по секоја цена. И тоа што е предвидено во договорот мора да се реализира, и ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека не бараме ниту нешто повеќе, меѓутоа ниту помалку од она што е ставено во рамките на договорот. Роковите се надминати. Знаете дека рокот беше 20 октомври за формирањето на преодната влада, во кој што СДСМ има министер за внатрешни работи и труд и социјална политика и тројца заменици министри во финансии, во земјоделие и во администрација и информатичко општество. И целта не е со договорот, ниту па наша цел е како СДСМ да ние заедно владееме со ВМРО-ДПМН. Туку напротив, да се создадат фер шанса за политичка битка на било кои избори во Република Македонија, а посебно сега на овие парламентарни избори кои што се најавени со договорот од Пржино. Така да роковите веќе се изминати. Вегазат. И требаше да се договориме многу порано. И недозволиво е да се газат роковите кои што се подпишани од страна на политичките партии. СДСМ настапува многу сериозно и конструктивно во однос на реализацијата на овој договор. Постојат очигледно несогласувања кои што се однесуваат на тоа со какви ингеренции треба да бидат министрите и замениците министри, иако договорот е дециден. Ние не можеме да имаме министер, односно никаде во договорот не стои дека министрите ќе немаат ингеренции, туку дополнителните заменици министри кои што имаат право на вето за правни, финансиски и кадровски прашања кои што се поврзани со организацијата на изборите. Тоа не го прифаќа тоа е ВМРО. клучната работа. Да. Дека организацијата на изборите мора да биде растеретена од притисоци на власта. Фактичка состојба во Република Македонија дека ВМРО-ДПМН и Груевски се тие кои што вршат притисок врз населението, врз граѓаните, врз вработените во јавната администрација, и тоа е констатирано и во извештаите на ОДИХР за изборите, во извештајот на Прибе, кој што работеше многу на тоа како се однесува македонското општество генерално во изборниот процес и во одизборниот процес. И затоа мора децидно да се реализира овој договор од Пржино, да се разбере од секој политичар во Република Македонија дека нема поинаква алтернатива, а тоа се прави во интерес на иднината на Република Македонија и на граѓаните. Така, кога сме веќе кај министрите, се знаат ли персоналните решенија, се знаат ли имињата веќе од ваша страна? Во рамки на партијата ние сме отвориле дебата околу имиња за носители на позиции во рамките на Министерството за труд и социјала, врз Министерството за внатрешни и така натаму, и дополнителните заменици министри. Знаете дека според договорот министерот за внатрешни работи треба да биде
експерт, личност која што е од струката и која што ќе има доверба од политичките субјекти, тоа е на кое што и ние сме се согласили, тука нема дилема околу тоа прашање, меѓутоа отворени се само разговори, немаме одлука во однос на имињата, бидејќи не е логично да ги договорите имињата, а да немате договорено законски норми врз основа на кои што тие министри ќе работат. Тоа е клучната работа која што мора да ја завршиме пред се, како услов во однос на сето ова ни стои, односно му стои на ВМРО да помене на Груевски, не изборот на тимот на специјалниот јавен обвинител и не почитувањето на законот за специјалното јавно обвинителство, што е дополнителен проблем. И затоа и вечерва од тука го повикувам и Груевски и ВМРО да помене да се испочитува до крај законот, бидејќи со неизборот на тимот на јавни обвинители се докаже и се покаже дека во Република Македонија има силно влијание партијата на власт, има целосна партизација на институциите и навистина ми е жал што и во реализацијата на еден договор кој што дава искра надеж на македонските граѓани се постапува на еден ваков начин. Очекувам дека ќе се вразумат сите политички релевантни сили во Република Македонија. Најголемата одговорност ја носи ВМРО да помене и Никола Груевски и тој треба најмногу да се вразуми, да биде во функција на спроведувањето на овој договор, бидејќи најважно од се е да се покаже политичка доблест за решавањето на состојбите, наместо за продлабочување на политичката криза, бидејќи тоа нема да оди во интерес на граѓаните, а верувајте дека нема да оди ни во интерес на ВМРО да помене. Кога ги спомнавме министерските места, едно време излезе, односно по информацијата дека и СДСМ ќе добие дел од министерските места, се спомнуваше и вашето име како министер за труд и социјална политика. Се разгледува ли таа опција? Има спекулации разни по медиумите и на различни нивоа за тоа кој се може да биде кандидат за министер. Реков дека во рамките на партијата се разговара за имиња и за личности, меѓутоа нема одлука партиска за да можеме да ги соопштиме кои би биле кандидатите за министер за сите позиции кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз, па така да дозволете во моментот на носењето на одлуката да ве запознаеме и вас и македонската јавност, бидејќи тоа не е нешто што се држи во тајност, едноставно причините се овие кои што ги напоменав на почетокот, не испочитување до крај на законот за специјалното обвинителство и не затворени прашања кои што ги имаме во однос на отворените прашања во закон за влада и другите прашања. Но на кој начин ги бирате, односно дали ќе бидат афирмирани познати истакнати професионалци како предлози се или повторно анонимни личности како што беше случајот со обвинителката Катица Јанева, кои толку не и се познати на јавноста? Видете, значи најважно од се да имаме луѓе кои што се стручни и компетентни за областа за која што ќе ја предводат или во која што ќе бидат вклучени. Анонимноста е сосема нешто друго. Зависно и тоа е многу релативна работа колку некој човек е анонимен. Ја не се согласувам воопшто дека специјалниот јавен обвинител не е стручен и компетентен. Значи апсолутно е стручен и компетентен. Кандидатот кој што беше сега избрана како специјален јавен обвинител господјата Катица Јанева беше можеби помалку позната. Денеска не знаете и што е добро. Дали да сте многу познати или да сте анонимус. Ние имаме јавен обвинител на Република Македонија што секој го знае, Марко Зврлевски, меѓутоа го знае баш како поданик на власта, човек кој што слепо ги исполнува наредбите на ВМРО ДПМН и така натаму, така да тоа познавање во јавноста на одредена личност не мора да значи дека носи соодветен квалитет. Меѓутоа, сигурно дека Социјалдемократскиот сојуз располага со сериозни кадровски потенцијали кои што можат да бидат на позициите за кои што ние се залагаме дека ќе бидат гарантори на изборниот процес и на релаксација на амбиентот во Република Македонија. Тоа е всушност суштината и во тие рамки ние ќе се движиме како партија. Кога се спомнуваме јавната обвинителка, морам да ве прашам, сметате ли дека нема да има таа обструкција во својата работа и дали ќе ги исполни очекувањата она за што вие се залагавте и всушност која е незината функција што дојде? Ете, специјалниот јавен обвинител мора да ги исполни
очекувањата не на СДСМ. Таа мора да ги исполни очекувањата на македонската јавност, бидејќи многу сериозна одговорност превзема специјалниот јавен обвинител и од тој аспект на заинтересираноста на јавноста во однос на криминалот кој што се појавува во Република Македонија, кој е евидентен и со аферата прислушување, меѓутоа и сите други кривични дела кои што произлегуваат од разговорите, од содржината на разговорите, и тоа е впрочем и мандатот кој што беше усогласен меѓу политичките партии, и до толку повеќе ќе биде одговорноста на специјалниот јавен обвинител поголема, за да може да ги оправда очекувањата на македонската јавност, кои што се поддржувачи или длабоко решени да се расчисти со криминалот и корупцијата. Дополнително, апсолутно ставот на СДСМ во тој дел е дека мора секој да одговара за се она што сторил во Република Македонија, без разлика на кој ниво на власт не почитува закон, ќе мора да сноси соодветна одговорност, и затоа нашата поддршка ја има апсолутно и во текот на носењето на законското решение и при изборот, и сега мислиме дека специјалниот јавен обвинител треба да работи независно, со целосна автономија, независно од било која од политичките опции. Сега кога говориме за тоа дали имало обструкции или дали би имало обструкции од работењето, морам да кажам дека не би бил искрен ако кажам сега нема да има обструкции. Бидејќи ВМРО-ДПМН на самиот старт на почетокот на работа на специјалниот јавен обвинител покажа дека се плаши од нешто. Со самото тоа што не се избираат 14 обвинители, како што е барањето на специјалниот јавен обвинител, а е норма која што е предвидена во Законот за специјално јавно обвинителство, за кое што се сложија сите политички партии, дека тимот кој што ќе го предложи финансовиот план и сите други планови за работа ќе бидат прифатени, апсолутно мислам дека се работи за обструкција на специјалното јавно обвинителство, која што треба час поскоро да престане и специјалниот јавен обвинител да си започне со сопствената работа, за да може да ги превземе предметите, да ги превземе материјалите, да ги анализира тие материјали и да се утврди дали има основано сомневање за сторено кривично дело од некој носител на власт во Република Македонија или некој друг кој што учествувал во овие разговори, и соодветно на тоа да се покрене постапка во која што во правна процедура ќе се докаже и ќе се примени законската рамка која што ќе значи одговорност за секој. Зошто е ова многу значајно? Денеска во Република Македонија граѓаните немаат доверба во институциите на системот. Впрочем, сите извештаи говорат дека во Република Македонија имаме целосна партизација или не е оделена партијата од државата. Јас често и во разговори кажувам дека ние во Македонија не партизација, имаме ВМРО-изација на институциите или груевизација, ако сакате, ако сакаме како термин да не ги анатемисуваме сите членови на ВМРО-ДПМН, бидејќи очигледно е дека и нивната партија е узурпирана од една врхушка која што во моментот раководи со државата, и од тој аспект сметам дека за да ја вратиме барем на почетокот довербата кај граѓаните во институциите на системот, ќе мора да се направи тој првичен чекор, а првичниот чекор сите го гледат во работата на специјалното јавно обвинителство. И да се покаже дека нема во Република Македонија ниту еден кој што ќе е заштитен од било кој аспект ако направил прекршок на закон. Што ако се изневерат овие ваши очекувања? Еве, имате големи очекувања од специјалниот обвинител. Ние имаме реални очекувања, тоа не се големи очекувања, имаме реални очекувања и врз основа на надлежноста која што има специјалниот обвинител според законот и врз основа на изборот и мандатот кој што го има специјалниот обвинител и целосниот тим, јас сум уверен дека ќе постапува по предметите кои што се на располагање, и со тоа ќе покажеме дека како држава имаме капацитет да се справиме со одредени кризни состојби од една страна, и втора поента многу поважна е дека ќе започне еден процес на одговорно владење во Република Македонија. При тоа секој од носителите на позиции сериозно ќе размислува дали ќе прави криминал или дали ќе прислушува во Република Македонија, дали ќе навлегува во животите на другите граѓани, се со цел ова да не се повтори никогаш повеќе во Република Македонија. Тоа беше и наш став при
изнесувањето на проектот Вистината за Македонија. На секоја пресконференција нашиот претседател повторуваше дека ова не смее повторно да се случи на Република Македонија. За да не се случи, мора да имаме добри законски норми кои што тоа го гарантираат и да имаме институции во кои што ќе имаме верба. Добро, покрај нели тимот на обвинителката кој не е избран, буџетот треба нели да биде донесен, законот околу, односно надлежностите на министрите, што уште останува од договорот што треба да се реализира? Има ли уште некоја ставка? Значи има, ако разговараме во однос на договорот, што е тоа што треба да го дореализираме, врвен приоритет е да се испочитува прво законот за специјалното обвинителство и да се избере тимот, да и се одобрат сите можности, односно материјални, технички средства за функционирање и финансиски средства, просторни, технички, обезбедување, финанси и така натаму. Сето тоа да се реализира. Понатаму треба да се донесе законот за влада за да се формира таа преодна влада. Треба да се разговара не до нова година, таа треба да се реализира веднаш. Таа требаше на 20 октомври да започне со работа како преодна влада. Некаде пред нова година премиерот актуелен Груевски мора да поднесе оставка за да се создаде услови за избор на нов премиер на Република Македонија, кој што нема да биде актуелниот премиер во изборниот процес, и тоа е дел од договорот. Треба да се разговара околу регулацијата на медиумскиот простор, исто така една тема која што е многу значајна, бидејќи знаеме дека во Република Македонија денеска има многу злоупотреба на медиумскиот простор, кој што се злоупотребува со финансиски средства од државата, од граѓаните на Република Македонија, и затоа треба да имаме соодветна регулација. Треба да имаме регулација и за јавниот радиодифузен сервис, бидејќи навистина не може македонската радиотелевизија да биде партиски гласник на ВМРО-ДПМН. Ако имате во услови кога имате приватни телевизии кои што разговараат и со опозицијата и со опозицијата и пренесуваат објективно случувања во Република Македонија, најмало право тоа го има македонската радиотелевизија. И наместо македонската радиотелевизија да биде радиодифузен сервис со кој што ќе се гордеат граѓаните на Република Македонија, ние имаме радиодифузен сервис кој што го финансираат сите граѓани на Република Македонија и никој не го гледа. Заради тоа што пренесува состојби кои што не се реални во државата. Ако тоа се седне и се разговара и се регулира, а тоа мора да се направи сега според договорот, исто така е една од темите која што мора да стартува со реализација и понатаму треба да се реализираат забелешките од извештајот на Прибе. Таму имаме сериозни забелешки во сите сегменти на македонското општество. Пред се приоритет мора да бидат дадени на сите прашања кои што се отворени, а се однесуваат на организацијата на изборите. Таму се говори за регулаторните тела во Република Македонија, таму се говори за необјективно судство, за притисок врз судството и така натаму. Многу прашања кои што се дел од тие забелешки за кои што ние сме оценувани од меѓународниот фактор, ќе мораме да ги отвориме и да ги затвориме. Но пред се да создадеме фер шанса за настап на секој политички субјект на наредните избори. Добро, откако се пробија сите рокови од договорот во пржина, останува ли ставот на 24 април да се одржат предвремените парламентарни избори? Ки има ли време и простор да се организира се како што беше првично замислено? Прво, роковите се прекршени, пробиени и договорот е прекршен во овој момент од страна на ВМРО-ДПМН. Зошто тоа го кажувам? Уште еднаш да ставиме акцент и до знаење дека од 4 политички партии ние имаме донесен закон за специјално обвинителство, неизбрани обвинители. И тоа е директно наше сомневање дека е од страна на ВМРО-ДПМН. Зошто тој ВМРО-ДПМН и Груевски се плашат од докомплетирањето на тимот? Дали е тоа дека ќе мора да се соочат со сопствената одговорност? Тоа е прашање кое што секој од нас го поставува. Меѓутоа, очигледно е дека договорот е прекршен во моментот и ние сме концентрирани со сета сила како Социјалдемократски сојуз за да договорот, односно работите кои што се запишани, се реализираат и за да можеме да ги направиме сите анализи, односно сите законски измени и процедури кои што се ставени во договорот, се со цел да ја постигнеме крајната цел, а тоа е да имаме добро организирани парламентарни избори од кои што ќе имат верба сите граѓани на Република Македонија. Одложувањето на сите рокови го става сигурно под знак прашање и
крајниот датум на одржувањето на парламентарните избори кои што беа предвидени за 24 април. Меѓутоа тоа останува да видиме на средбите кои што ќе ги имаме заедно со меѓународниот фактор. Вие како СДСМ подготвени сте, односно веќе ги почнувате. Во моментот на подпишувањето на договорот, така, Социјалдемократскиот сојуз и нашиот председател Зоран Заев ја искажаа волјата дека сме подготвени за сите прашања кои што ги затвараме со договорот од пржину и ние не отстапуваме од реализација на тој договор во ниту еден сегмент. Да, вие сте подготвени за избори, меѓутоа анкетите покажуваат дека ВМРО ДПМН повторно има водство, односно поголем рейтинг и гласачите. Што ќе преземете во овој период за да го подобрите сопствениот рейтинг и да ја добиете довербата на граѓаните? Видите, постојано во Република Македонија има анкети кои што излегуваат разни податоци и така натаму за состојбите. Самата состојба во државата, поклопеноста врз институциите, притисокот кој што се прави врз граѓаните и така натаму, укажува на фактот дека многу напори се вложуваат, меѓутоа многу тешко се доаѓа до некакви реални показатели за тоа што значи вистинска опредоба на граѓаните, бидејќи работењето на институциите под притисок, работењето на остварувањето на правата на граѓаните под притисок создава еден страв и при изјаснувањето за тоа како и на кој начин ќе се однесуваат, така да имаме многу промашувања во делот на анкетите кои што се прават во Република Македонија од амбиентот, тоа го говорам, не заради друго. Има таков амбиент во кој што генерално граѓаните не сакаат многу да се изјаснуваат за да не би трпеле последици. Секако дека Социјалдемократскиот сојуз во целиот овој период се подготвува сериозно за настап на изборите. Ние сега во моментот разговараме за визијата за Македонија, за нашата платформа, која што треба да биде преточена во изборна програма и тоа е понудата за граѓаните на Република Македонија. И тоа е клучната работа. Што ќе биде носител на таа програма? Не е само доволно ние да кажеме дека имаме криминална власт која што владее на таков начин во Република Македонија, автократски имаме режим, ако немаме алтернатива. Ние во овој момент работиме со граѓаните на Република Македонија преку организација на дебати и трибини низ Република Македонија и во Скопје, сведоци сте на Скопскиот сајм дека разговараме поотделно за сите теми од визијата за Македонија. На крајот ќе биде преточена во изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз на програмски конгрес, која што ќе биде понудена до граѓаните, каде што секое семејство во Република Македонија ќе добие програма и избора на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е алтернативата, тоа се политики кои што покажуваат како ние ја гледаме Република Македонија. Очигледно дека ние гледаме поинаква Република Македонија од тоа што е денеска. Ние ја гледаме и слободна, и просперитетна, и Македонија на европскиот пат. Македонија добро економски развиена. Македонија која што ќе се грижи за сопствените граѓани и нема да се ствараат услови за напуштање на државата, туку напротив да остануваат младите луѓе во Република Македонија, бидејќи катастрофални се податоците кои што се на Светска банка и на другите релевантни институции. 460.000 млади, односно луѓе ја напуштиле Република Македонија во изминатиот период. Токму тоа сакам да ве прашам. Вие имате визија, имате планови, но ќе можете ли тоа да го имплементирате со однос на тоа што и сами знаете колку државата е задолжена, колку млади луѓе отидоа од Македонија и се она што ни се случува во стопанството? Видете, факт е дека од Република Македонија се селија многу луѓе. Ја кажав податок на Светска банка 460.000, од кои што 230.000 млади луѓе. Факт е дека економската состојба е во колапс. Факт е дека стопанството македонско е во колапс. И тоа се аргументи кои што ја подкрепуваат оваа теза која што е многу негативна за Република Македонија. Нашиот прв столб во програмата е сочината на 5 столба е одговорна власт и контрола на таа власт. Ние денеска во Република Македонија немаме одговорна власт, туку напротив имаме власт која што остварува лични цели интереси, партиски цели интереси, власт која што е толку раскалашена што безмилосно ги троши македонските пари на граѓаните за проекти кои што не се општи интерес за граѓаните на Република Македонија. И на крајот од криштата ние немаме контрола на таа власт, бидејќи сите контролни механизми во Република Македонија се денеска поклопени од страна на партијата на власт. ВМРО-изирани, денеска немате антикорупцијска комисија.
бидејќи таа е директно партизирана. Денеска немате судство во кое што ќе веруваат сите граѓани. Денеска ако сте близок на ВМРО ДПМН и на ДУИ, вие ќе имате пресуда што е поволна за вас. Ако не сте, можно е да ви се случи дебакал во било која судска постапка. Денеска немате независна агенција која што ги регулира медиумите. Па затоа некои медиуми имаат предност, на другите им даваат казни и така натаму. И денеска Македонија е нерамноправна, неправедна држава како што треба да биде. Во Македонија денеска нема правда за сите, туку има правда само за поединци кои што се дел од политичкиот естаблишмент. Тргнувајќи од овие констатирани состојби, ние сме одлучени дека мора да имаме поинаква Македонија, која што ќе има одговорна власт, со честни луѓе, со луѓе кои што сака да работат во интерес на граѓаните, и при тоа да има власт која што ќе биде контролирана. Власт која што ќе дозволи да биде контролирана. Власт која што ќе дозволи на медиумите да ги истакнат сите позитивни, ама и негативни страни за таа власт. Власт која што нема да се рекламира по телевизии како влада, а при тоа со тие пари да ги корумпира граѓаните. Второ, власт која што нема да троши на непродуктивни проекти. Па гледате, вие имате во моментот, како пример ќе ви кажам, значи наша обврска пред граѓаните на Република Македонија е дека во првите 100 дена ќе го решиме проблемот на стечајните работници. Еднаш за секојаш да се реши судбината на стечајните работници во Република Македонија. Ние имаме шанса еднаш да го решиме. Ние го изгласавме. Да, кога председателот Бранко Црвенковски на времето не го потпиша. Ние го изгласавме, значи ние го изгласавме законот. Така. Во време на власт се случија такви состојби. Меѓутоа половичните решавања понатаму што се случија во 2008 година и така натаму, кои што не го решија проблемот на стечајните работници, јас тврдам дека сите се одговорни за да се реши овој проблем. Ние тоа како изборно ветување го даваме дека 100 дена од формирањето на влада ќе биде донесен законот за обештетување на стечајните работници. Нормално е секој да праша од кај ќе најдете пари. Меѓутоа ако може да се потрошат, не знам 16-18 милиони евра сега во моментот за изградба на панорамско тркало во Скопје, тоа значи дека скоро 2 години сите стечајни работници во Република Македонија ќе може да земат надоместок. И ако гледаме сега за одговорна власт, која е поодговорна однесување? Да вложувате во панорамско тркало или да вложите пари кои што ќе значат решавање на екзистенција на одредена група на луѓе. Решавање на судбината на тие луѓе. Така да, преку таа одговорна власт ќе мора да се имплементираат многу политики кои што ќе значат праведна распредела на структурите на добивката и така натаму на доходот во Република Македонија. Денеска имате мала група на луѓе, од неколку проценти кои што го држат целото богатство во Република Македонија. Денеска сме сведоци дека едно семејство, една фамилија узурпира све во државата. Меѓутоа да направиме една паралела во однос на локалната и централната власт. Еве вие ова што го рековте држи добар дел од тоа. Меѓутоа ако се спуштиме на локално ниво СДСМ е на власт. Значи сите тие работи што ги прават на централно ниво. Меѓутоа ова на локално ниво спуштајќи се со нивните ингеренции, тие немаат во судството и не знам. Некаде да кажем и дека нема разлика. Во општината Куманово се вработуваат исклучиво партиски луѓе. Еве, последен пат и градоначалникот беше гост, го прашав кога последен пат е вработен некој со висок просек, со кадар земен од биро. Значи, независно од тоа, некако ми се чини дека партиите ги користат можностите, се што може да се искористи додека е на власт. Она што се прави на централно ниво, спуштено на локално, е тука некаде. Кумановци, оние кои што партиски не се определени, и како се жалат на работата на локалната самоуправа, на градоначалникот, на луѓето од СДСМ кои што се во самиот врв на партијата. Видете, значи, јас се согласувам дека има одредени работи кои што можат многу подобро да се работат. Меѓутоа да се прави генерализација или споредба на состојбите во Република Македонија визави локалната самоуправа на Куманово е апсолутно не пример кој што не може до крај да се споредува. Зошто тоа го кажувам? Прво, да не навлегуваме во ингеренциите во сите други работи. Партиската поклопеност на институциите
страна на централната власт апсолутно не е таква и на локално ниво. Апсолутно не е така. Таа партизација на централната власт доведе до ситуација да општина Куманово, исклучиво од партиски причини, значи не од други, биде блокирана на секој можен начин. И при тоа не ценејќи дека и во Куманово живеат граѓани на Република Македонија кои што плаќаат данок, кои што се избирачи на сите од политичките партии и кои што заслужуваат барем приближно еднаков третман со некои граѓани кои што живеат некаде на друго место. Се согласувам дека можеби има одредени пропусти во начин на функционирањето на локалната самоуправа, во начин на функционирањето на одредени јавни претпријатија и така натаму за кои што секој од нас има забелешки. Меѓутоа тоа, ако го погледнеме генерално, не е апсолутно мера што може да се споредува со тоа што го прави централната власт. И видете, и тоа ми смета. А дај Боже да имаме одговорна централна власт која што ќе продуцира и одговорна локална власт. Значи, кога говорам во визијата за Македонија, не ја делиме ние власта на ВМРО и на СДСМ. Или не ја делиме власта на централно и на локално ниво. Ние говориме дека секаде на секој ниво мораме да имаме одговорна власт и контрола на власта од страна на граѓаните. Конкретно сметате ли дека локалната власт е одговорна? Вие едно време бевте еден мандат или два секретар на општината. Многу добро ги познаете приликите тука. Што е она што недостасува на локалната власт? Што треба да се поправи за да граѓаните бидат позадоволни од незиното функционирање? Прва и основна работа, значи перцепцијата во однос на тоа за работата на локалната самоуправа се реализира од потребите на граѓаните. Колку се очекувањата исполнети на граѓаните. Ако земеме во предвид се тоа што напред го кажам, значи на тие политички блокади кои што вие знаете дека скоро 2 години локалната самоуправа во Куманово беше блокирана за ништо друго освен заради тоа што е градоначалникот од Социјалдемократскиот сојуз. Ако гледаме начин на кој што функционираат и јавните претпријатија и локалната самоуправа и така натаму, и превработеноста и постојано вработување на некои кадри по некоја основа. А предпријатијата тонат во превработувањето во не знам и во јавните претпријатија и во општината е релативно прашање колку е тоа состојба која што е сега направена или е затекната од порано и така натаму и треба да се анализира. Меѓутоа еве и тој податок да го земеме како факт. Мислам дека максимални напори се прават од страна на локалната самоуправа, советот на општината и градоначалникот и така натаму, да во вакви услови на опстојување, на целосна блокада, на целосен атак од институциите на системот, блокирање на проекти кои што ќе ги добиват од страна не се реализираат и граѓаните имаат право да бидат незадоволни. Меѓутоа, замислете вие состојба во која што имате блокада од страна на јавното претпријатие за водостапанство во Куманово, да не се испорачува вода на граѓаните на општина Куманово, се со цел да се прават политички пресметки, тоа е недозволено. Од било која страна да е. Значи, граѓаните на Куманово, граѓаните на Македонија не смеат да трпат остварување на основните права заради партиски борби. Ние можеме партиски да се бориме за одредени прашања кои што значат реализација на одреден партиски интерес. Меѓутоа, интересот на граѓаните во никој случај не смее да биде загрозен. Овде ни се случува таква една состојба во која што се загрозува интересот на граѓаните на Куманово заради тоа што локалната самоуправа била од Социјалдемократскиот сојуз. А при тоа, во 9 годишно владење на Никола Груевски на ВМРО ДПМН, немаат една шајка закована во Куманово или еден проект кој што бил реализиран за Куманово. И тоа е лицемерно така да... Да, едно хипотетичко прашање. Доколку на следните избори на локално ниво дојде ВМРО ДПМН на власт, а вие ја освоите централната власт, каков ќе биде вашиот однос кон Куманово? Ќе се најде ли пак Куманово во немилост во однос на случувањата? Затоа што секогаш централната и локалната власт, како во овој случај, не функционира. Односот на Социјалдемократскиот сојуз спрема Куманово и спрема потребите на Куманово е јасен, чист. Ние имаме однос кој што ќе значи работа за граѓаните на Куманово и тоа се спроведува во годините наназад и во кога Социјалдемократскиот сојуз бил централна власт, сме имале проекти кои што ги поддржувале и општините од една и од друга страна. Меѓутоа сакам конкретно на прашањето. Прво,
Социјалдемократскиот сојуз ќе ја задржи општина Куманово и нема да дозволиме по ниту една цена да дојде ВМРО-ДПМН на власт. Зошто тоа го кажам? Заради тоа што доаѓањето на ВМРО-ДПМН на власт во Куманово ќе значи иста катастрофа што значи за Република Македонија. Таква раскалашеност на функционери која што има на централно ниво. Верувајте, овде во Куманово ќе има 2 пати поголема во моментите кои ќе ја превземат општината. И затоа ни СДСМ, ниту граѓаните нема да дозволиме да биде превземена општината од страна на политичката гарнитура која што е политички опонент на нашата партија, туку напротив сметаме дека со превземањето на централната власт ќе можеме да допринесеме за развојот повеќе на општините, не само на општините кои што ги водат градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз, туку на сите општини треба врз основа на законите за рамномерен регионален развој и други законски норми да им се помага на сите, бидејќи не може да има граѓани од прв и од втор ред. Не може да има градови од прв и од втор ред. Тешко ми падна кога се градеше тој автопат Куманово-Табановце, кога на ниту една табла не беше означено Куманово. И се сеќавате на моето пратеничко прашање тоа време до министерот. Го актуализиравме во медиумите и така натаму. Бидејќи недозволиво е да вие го бришете еден град од 120.000 жители од картата на Република Македонија. Бидејќи односот кој што го покажуваат према Куманово е апсолутно таков. Без реализација на ниту еден проект, без никаква помош, без финансирање на некои капитални инвестиции. А можно ли е да постои безидејност во локалната самоуправа, во општината, па само припишуваме дека нас централната власт не сака и ние заради тоа тонеме? Нема проекти, може, нема меѓугранични, не знам, и па фондови вакви, онакви. Некако ми се чини дека на тоа поле и на тоа поле нема резултати, каде што не зависи од централната власт. Значи, генерално не знам сега колку проекти има, какви проекти, што се работи и така натаму. Знам дека работат луѓето во администрацијата на разни проекти кои што се аплицираат од многу донатори и така натаму. Не знам детали околу сите овие работи. Едно е сигурно, дека во Република Македонија, преку ваква власт која што ја имаме, генерално, сите подпаднавме под просечноста. Денеска, заради состојбите што ни се случуваат во државата, гледате дека родителите немаат желба да се борат за иднината на собствените деца. Сите викаат, зарем нешто зависи од мене. Тоа е погрешно, тоа треба да се смени. На Македонија и треба акција, на Македонија и треба енергични луѓе кои што ќе бидат храбри, одговорни, одлучни во носењето на одлуките, на таков начин да ги придвижуваме работите кон напред, да создадеме перцепција кај луѓето, сигурност кај младите дека овде мора да ја градат собствената иднина. И тие недостатоци, без разлика каде се, во едната или во другата власт, дали е тоа локална или централна власт, мора да бидат отстранувани, без разлика дали една или политичка гарнитура во прашање. Кога сте толку сигурни дека на локалните избори нема шанси да Куманово, бастионот на СДСМ да падне, кажете ми, имате ли план, идеја, како да ги решите несогласувањата и фракционерството во сопствената општинска организација? Видете, 25 години во Куманово се збори низ медиумите и во јавноста дека има фракционерство, дека има фракционерство, дека има несогласување во рамките на партијата и така натаму. И 25 години Социјалдемократскиот сојуз победува во Куманово и 25 години сите активисти на СДСМ работат заедно за остварувањето на целта. Значи, јас нависти сум горд што припаѓам на партија во која што ќе можеме да си ги кажеме работите така како што секој од нас мисли, да му укаже на другиот за тоа што не се согласува, и тоа е богатството во политичкиот плурализам. Не станува за збор за фракција, бидејќи фракционерството подразбира неслагање идеолошко. Нема неслагање идеолошко во Социјалдемократскиот сојуз. Ние можеме да имаме замерка во однос на однесувањето на одредени луѓе, во начинот на размислувањето на одредени луѓе во рамките на партијата. Некој не се согласува со тоа што јас го размислувам и како јас се однесувам, како и јас што можеби не се согласувам со некој. Меѓутоа, тоа не е причина ние заедно да работиме на изборите. И мислам дека локалните избори во 2013 година тоа го покажа. Дека единственоста во работењето за остварувањето на целта е богатството на општинската организација на СДСМ во Куманово. И од тој аспект јас сум убеден дека ние можеме да се избориме со сите предизвици во
во Куманово. Фракционерството е дел од СДСМ, но вела дека од секогаш имало фракции и несогласувања во СДСМ, но познавачите на приликите велат дека овој пат се работи за трите клучни фигури, вие, градоначалникот и председателот на Советот. Ќе успеете ли да ги надминете своите недоразбирања се во интерес на партијата и на вашите гласачи? Видете, јас сум генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз и единствениот мој интерес е Социјалдемократскиот сојуз и остварувањето на политиките на Социјалдемократскиот сојуз. Спротивствување на ова криминална власт која што имаме денеска во Република Македонија. Ако гледате историски наназад, секогаш, и тоа го кажав и на почетокот, имало несогласување помеѓу одредени авторитети, ако така сакате да кажете, во рамките на партијата. Меѓутоа, тоа не се, уште еднаш напоменувам, фракционерство, кое што значи поделба на членовите на партијата заради некаква идеолошко разидување, начин на гледање на работите и така натаму. Каде е проблемот на вашите несогласувања? Апсолутно нема проблем во несогласувањата. Ние сме во комуникација, сите помеѓу функционерите во партијата, и затоа реков дека можно е да имаме одредени несогласувања во делот на мислења кои што ги имаат едните или другите, или во начинот на кој што треба да се спроведе една работа или друга. И тоа не значи апсолутно дека е поделба која што го разорува ткивото на партијата или на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Единствена цел на СДСМ е остварувањето на политиките на Социјалдемократскиот сојуз и реализација на нашите стратешки цели, а тоа е победа на следните парламентарни избори и променување на состојбите во Република Македонија. Јас ова го говорам во моје лично име и сум длабоко убеден дека секој еден член на партијата во Куманово и во Република Македонија настапува од тие принципи. Ви прости ли градоначалникот што на листата на пратеници на претходните избори наместо Мартин Костовски се најде Љубиша Николич? Како директен виновник ве посочија вас, бидејќи во последен момент било сменети имињата на луѓето? Таква забелешка од никого немам, бидејќи јас не ги носам одлуките во партијата, ги носат органите на партијата, а кандидатите за пратеници ги утврдува извршниот одбор, централниот одбор и конгресот на партијата, така да нити имало забелешки дека некого симнал или ставил на листа. На крајот од криштата персоналните работи, персоналните желби не се пресудни во водењето на стратешката политика на Социјалдемократскиот сојуз и тоа е ирелевантно да разговараме. Му простивте ли вие на градоначалникот што повраќањето во општината ве стави на најниско можно работно место како соработник од некогашен секретар на општината Куманово? Апсолутно немам зашто да му простам на градоначалникот. Јас тоа што сум бил секретар на општина Куманово пред заминувањето на позицијата не е нешто што треба да го имам и апсолутно за мене. Јас сум релаксиран во тој дел, дека немам соодветна позиција или така најтоа, јас сум исто на позиција која што е искусен правник и политичар, сигурно дека вашиот квалитет и капацитет може да се искористи во нешто што е на повисок ранг. Според моето образование јас имам одредена позиција која што имам таму и апсолутно немам зашто ја не сум бил луд па да му простам нити на градоначалникот, нити на било кој во општината. Мислам дека е депласирано прашање. Добро, тоа е ваша перцепција. Не, тоа е мој став. Така е. Како никогаш досега имало кумановци во највисокото партиско раководство. Да. Има ли некаква корист општинската организација? Точно е тоа дека Куманово изминатите 25 години малку било застапено на централно ниво. Може би е некакво проклетство, гледате дека и во другите партии многу не сме присутни. Меѓутоа, сега председателот Зоран Заев ова раководство даде шанса на Куманово, заради тоа што Куманово ја заслужува таа шанса. 25 години активно работиме на градењето, на одржувањето, на развојот на социјалдемократската мисла овде во градот. Вложивме многу во овие процеси и тоа е препознаено од страна на председателот на партијата. Имаме луѓе во високите позиции и нормално е дека при присуство на повеќе луѓе во органите на партијата, во органите кои што одлучуваат да тоа се направи пред се заради интересот на Куманово. И тоа е нашата цел која што ја имаме, не е некоја
поинаква цел која што треба да се оствари. Една од работите кои ја побара амбасадорите на последното нивно излегување пред владата, да не се објавуваат бомбите и се зависи од договорот, може би повеќе нема да слушнеме дел од тие разговори. Меѓутоа, како човек кој е во самиот врв на партијата, претпоставувам дека дел од тие разговори ги имате слушнато и вие. Има ли интересни разговори за кумановци кои би се објавиле и кои би предизвикале внимание? Прво, договорот од пржино предвидува необјавување на така наречените политички бомби во реализацијата на договорот и доколку се испочитува договорот до крај, ставот на СДСМ, односно однесувањето на СДСМ ќе биде такво какво што беше и во изминатиот период. Меѓутоа, сите тие снимени материјали, прислушкувани материјали од страна на Министерството за внатрешни работи, ќе бидат доставени до специјалното јавно обвинителство и ќе се процесуираат, значи тие ќе видат светло на денот, нема да останат така во некоја архива која што само ќе ги сокрие, туку напротив, таа вистина која што произлегува од нив пред се криминалот и корупцијата која што е очигледна и беше презентирана пред граѓаните на Република Македонија ќе мора да се процесуира, иако сум втор човек во партијата, генерален секретар на партијата и така натаму, материјалите кои што ги слушна македонската јавност, ги слушнав и јас. Верувајте, тоа е море на материјали кое што треба да се преслушува, не е нити корисно, нити целисходно некој да седи цело време да слуша, бидејќи навистина болна е помислата пред се и за луѓето кои што тоа го правеле на начин на кој што влегуваат во за жртвите во луѓето, а за жртвите да не зборуваме. Така да апсолутно мислам дека главната преокупација на председателот Заев при објавувањето на материјалите или при презентација на проектот Вистината за Македонија беше како да се стави во рамка и како да нема можност на злоупотреба на овие материјали. Јас сум среќен што успеавме во тоа. Добро. Рековте дека сте подготвени за парламентарните избори, дека практично работите на терен интензивно, бидејќи на претходните избори врвот на партијата не се најде на пратеничките листи. Каков ќе биде ставот овој пат? Значи, Социјалдемократскиот сојуз покажа една пракса на минатите избори која што беше нова, можеби чудна за граѓаните, зошто врвот на партијата не се најде на листите. Единствената причина беше во тој момент дека не е најважно некој од врвот на партијата да биде пратеник. И дека не е крај на светот ако некој од нас не биде пратеник на пратеничката листа, така да органите на партијата ќе носат таа одлука во период кој што е потребен да се донесат таквите одлуки. Меѓутоа, ние како раководство на партијата сме сосема релаксирани за тоа како и на кој начин ќе се пристапи кон ова прашање, бидејќи покажавме во момент дека не ни е најважна позицијата која што има. И за крај на нашиот разговор, само едно прашање, бидејќи долго време бевте во општината Куманово, ги познавате приликите, ги знаете, имате ли амбиции да бидете градоначалник на Куманово? Прашање кое што и го поставувате денеска вие во однос на локалните избори е многу рано да се размислува, бидејќи локалните избори се во 2017 година. Меѓутоа, проекциите се прават на време. Во 2017 година ќе се отвори таа дебата веројатно претходно. Најважно од се е да понудиме добар кандидат за градоначалник, кандидат кој што ќе може да ги оправда очекувањата на граѓаните и кандидат кој што ќе спаѓа во групата на луѓе кои што навистина може да раководат успешно со општината, да имаме одговорна локална власт. Значи, тоа е најважното според мене. Не е важно името кое што ќе биде кандидат за градоначалник. Се гледате ли себе си во таа улога? Овие критериуми. Ви реков дека многу е рано да се размислува за нешто што би се случувало во 2017 година. Јас сум насочен сега во ова безпоштедна борба на рушење на ВМРО-ДПМН како власт и на враќање на Република Македонија на вистинскиот пат. Господине Спасовски, ви благодарам што денеска бевте наш гост. Се надевам дека ќе се видиме многу скоро. Секако за исцрпните разговори, се надевам дека и гледачите се задоволни. Ви благодарам, во секое време стојам на располагање да
заеднички поразговараме околу сите отворени прашања кои што ја мачат Република Македонија најмногу нејзините граѓани. Ви благодарам. Почитувани гледачи, пријатно и следете ја програмата на Телевизија Плюс.